Гостин во Дневникот е господинот Максим Мацевски, првиот човек на Државната ревизија. Државната ревизија веќе упати еден повик до сите засегнати страни да достават предлози кои институции се од јавен интерес за да бидат предмет на ревизија во следната 2024 година. Ако се земе предвид дека овие сите работи што се однесуваат на случајот онкологија и забелешки ги објавивте уште во март-април, јас мислам дека Пандорината кутија уште тогаш ќе се отвореше. Меѓутоа, прашањето до вас е всушност сега веќе вашиот извештај ќе биде главен адут во истрагата. Што се конкретно ставивте намаса во забелешките и ги спративте до обвинителството? Благодарам на прашањето. Би сакал пред се да искажам благодарност до вам, до Македонската радио телевизија и поздрав до гледачите на Македонската радио телевизија и секако благодарност до вработените во Државниот завод за ревизија. Како што кажавте деновиве, во рамките на Комисијата за финансирање и буџет при Собранието на Република Северна Македонија, 3 дена траеше расправата по конечниот ревизорски извештај за работењето на јавната здравствена установа, клиниката за радиотерапија и онкологија, при што утврдени се поголем број на неправилности, кои што клучни во делот на што значи нивното работење, начинот на располагање со залихите на материјали, вклучувајќи ги медицинските лекови, потоа начинот на протоколите во кои што се давани терапиите за пациентите, посебно биолошката терапија и секако во делот на што значи системски слабости, наведени се состави кои што се однесуваат на набавен акцелератор, кој што потекнува 2016 година, истиот не е ставен во употреба и во делот на што значи начинот на подготвување на соодветните програми од надлежното министерство и подготвувањето, односно подмирувањето на врските од надлежното министерство за самите програми. Господин Мацевски, јас колку што можете да забележам и од ова што го кажувате и од ова што го зборувавте пред самата комисија, всушност целата дебата во оваа анкетна комисија, па и во финансирање буџет, се водеше конкретно за се што Државната ревизија пронашла како недостатоци во работењето на онкологија. Ова се институции со сензитивен карактер, со оглед на тоа што таму се лекуваат тешко болни. Дали, кога го објавивте тој ревизорски извештај, имавте веќе реакции од обвинителството? Ве побарали за дополнителни информации или ништо слично? Соработката на Државниот завод за ревизија со јавното обвинителство е континуирана. Ние сме континуирано во тек со самото јавно обвинителство. Државниот завод за ревизија има склучено меморандум за соработка, каде што има воспоставено протоколи на комуникација, разговаравме и за конкретниот ревизорски извештај, побарана асистенција на ревизорскиот тим кој учествуваше во ревизијата, така да се она што е потребно за самото јавно обвинителство ќе биде ставено на располагање, во исто време целокупниот доказен материјал со кој што располага Државниот завод за ревизија, побарање на Комисијата за финансирање и буџет, побарање на анкетна комисија е доставено така да се она што располагаме како докази, а верувајте дека сите утврдени состави во самиот конечен ревизорски извештај се подкрепени со докази и тие стојат на располагање. Се чини дека сериозноста на ревизорските извештаи во овој случај онкологија докажа дека едноставно како да не се читаат од страна на оние институции кои што треба да постапуваат. Добро, ова е можеби за прв пат во историјата на работењето на Државниот завод за ревизија и во историјата на работењето на собранието на нашата држава, каде што еден конечен ревизорски извештај се разгледува во собранието. Верувам дека ваквата пракса ќе продолжи се во интерес на даночните врзници со цел да добијат јасна представа и информација за начин на користење на јавните средства, но исто време и подобрување на квалитетот на услугите кон нашите граѓани. Ако би ве прашала, дали тука гледате политичка одговорност? И релевантна е политичката одговорност. Јас кажав и на расправата во Комисијата за финансирање и буџет. Нема самите наши пациенти, односно самите наши граѓани, немаат ништо корист од политичката одговорност ако ние како држава не обезбедиме доволно финансиски средства за сите пациенти кои што имаат потреба од биолошка терапија. Нашата забелешка во целокупното работење на самата онкологија во суштина се однесуваат на протоколите и начинот на давање на биолошката терапија и монополската положба каде одреден круг на луѓе одлучуваат за таа биолошка терапија кој пациент ќе биде ставен на да ја користи. Утрово разговарав со
медицинскиот директор на самата клиника, каде што разговаравме во делот оно што значи пропишани протоколи. За жал, тие протоколи се во работна верзија, кој што има одреден пат и патека кои што треба да бидат донесени од страна на самиот консилиум, па потоа од нивното здружение, па да даде согласност Министерството за здравство и така натаму. И во суштина оно што значи континуиран недостиг на финансии и средства, за да можат сите пациенти да се стават, односно да ја користат таа биолошка терапија. Значи, повторно ќе кажам, ирелевантна е политичката одговорност, ако во суштина ние како држава не обезбедиме доволно финансиски средства за да секој оној кој што му е потребна таа терапија да ја приме. За ваша информација, само ако може да се искажам, за ваша информација, во 2023 година потребните финансиски средства кои што се обезбедени за овој вид на терапија е 1.200.000.000 денари. Според кажувањето на самата директорка, во наредната година за 2024 година тој износ ќе биде некаде околу 2.400.000.000 денари, што укажува дека имаме зголемен број на пациенти кои што оваа терапија им е потребна. Ме прашав за политичката одговорност, затоа што анкетната комисија на крајот треба да пронеде политичка одговорност во овој случај. Меѓутоа, ќе се задржаме на извештајот што го направивте во Битолската болница, бидејќи нели таа е сепак институција со сензитивен карактер. Тука откривте дека сепак има акселератор кој што стои во, да речеме, се уште не искористен, ако кажеме дека фаќа прашина и тоа е реалност. Што други забелешки дадовте? Јас ќе бидам среќен како главен државен ревизор, а секако и граѓаните на нашата држава, ако само се овие две состојби кои што се однесуваат на клиниката за онкологија и на болницата во Битола. За жал, според истражувањето и според ревизорските извештаи кои што се направени во преходните години, започнувајќи од 2008, 2009, 2012, 2017 година и така натаму, кажуваат на една константна појава која што државата со средства даночната врзница набавува медицинска опрема, меѓутоа за жал таа не се става во употреба. Таков е случајот и со акселераторот во клиниката за онкологија и со акселераторот во болницата во Битола, каде што се дадени огромни финансиски средства за набавка на таквиот акселератор, меѓутоа во суштина тој не е ставен во функција за да дава услуги кон граѓаните. Денеска пред Комисијата за онкологија реферира екс-директорите на фондот и сегашната директорка Грашковска. Прашањето ми е, имате ревизија направени на фондот за здравство. Што откривте таму? Како работеле тие? Видете, клучното прашање во работењето на фондот за здравствено осигурување беше хакирањето на софтверската апликација, односно на IT хакерските напади на фондот за здравствено осигурување, каде што доколку во тој период менеджментот на Фондот за здравствено осигурување постапеше по нашите укажувања кои што потекнуваат повеќе од 10 години наназад, во тој случај мислам дека ризиците и последиците ќе беа далеко помали во однос на оно што ни се случи. Но како и да е, ние сме во постојан контакт и со сегашниот менеджмент на Фондот за здравствено осигурување, бидејќи според одредбите на Законот за државна ревизија, Фондот за здравствено осигурување, останатите фондови подлежат на ревизија секоја година и дадените препораки во суштина ќе бидат предмет на проверка и оваа година, а воедно и наредната година фондот ќе биде, како и секоја година, ќе биде предмет на ревизија. Клучно прашање во работењето на Фондот за здравствено осигурување беа состојбите во делот на IT, потоа во делот оно што значи начинот на патување на нашите пациенти во странство и отсутство на анализа на степенот на успешност на квалитетот на дадените услуги и резултатите од таквите услуги во странство. Значи, немаме сознание какви се резултатите од поединечните дадени медицински услуги во поделните држави и исто така имаме поголем број на износ на средства кои што се водат на име побарувања за платени услуги во странство, а немаме повратни информации дали таквите услуги се извршени или не се извршени. Преку 22 ревизорски извештаи имате направено во последната година, истите ги имате објавено на страницата. Каде завршуваат тие докази? Само една мала корекција, според годишниот извештај за работењето на Државниот завод за ревизија за
2022 година. Бројот на ревизорски извештаи е 223, од кои извршени се 188 ревизии. Каде завршуваат? Завршуваат на веб страната на Државниот завод за ревизија и во исто време завршуваат до сите 1113 засегнати страни, вклучувајќи и Македонската радио телевизија, бидејќи како медиум е еден од клучните засегнати страни. Благодарам за вашата трансparentно известување за работењето на Државниот завод за ревизија, но во она што во суштина значи, ако имаме констатирано одредени незаконитости во работењето или сомнеш или ризици за одредени злоупотреби, во тој случај таквите извештаи ги доставуваме до јавната обвинителство. Во текот на 2022 година, согласно годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2022 година, доставени се 22 ревизорски извештаи. Не знам дали камерата ќе успее да го улови ова. И ги имаме податоци до сите надлежни органи, каде што доставуваме податоци за ревизорските извештаи. Прашањето ми е во кој од нив се вклучува алармот на итност да самите истражни органи почнат да постапуваат по вашите извештаи, тоа сето нели во јавноста да не се крина прашина како сега после 6 месеци, туку навреме. Видете, јас не би можел да кажам дали периодот од 6 месеци е краток за покренување на одредена постапка или не, тоа ќе се го кажат надлежните органи. Нашата обврска, како Државен завод за ревизија, како врховна ревизорска институција, во суштина, да ги доставиме ревизорските извештаи до надлежните органи, да посочиме каде ние имаме сомнеш во самите конечни ревизорски извештаи и доколку може да ги наведеме и да дадеме помош на самите надлежни органи во понатамошната постапка. Тоа е во суштина врската на Државниот завод за ревизија и велам, брзината на постапување сепак зависи од самите надлежни органи и условите со кои што тие ги имаат на располагање. Денеска објавивте еден повик до сите засегнати страни да дадат предлози кои институции во 2024 да бидат предмет на ревизија. Нашата основна цел како вработени во Државниот завод за ревизија и како главен државен ревизор, во суштина е зголемување на транспарентност во работењето на Државниот завод за ревизија и обезбедување инволвираност и инклузивност на невладините организации, на сите правни субјекти и граѓаните во подготвувањето на годишната програма, односно поднесување на барање за ревизија на одредени субјекти кои што сметаат дека треба да бидат предмет на ревизија. Тоа го започнавме од 2020 година наваму и секоја година во суштина го практикуваме. Ако ја погледнете годишната програма за работа и во 2020, и во 2021, и во 2022 година, може да забележите дека процентот на прифатени барања кои што ги поднале одредени невладени организации, граѓани и правни субјекти изнесува од 36 до 39%, што представува лидери во регионот и пошироко како врховна ревизорска институција која што е отворена за партиципација на граѓаните. Еве за прв пат во историјата на нашето работење собранието, односно Комисијата за финансирање и буџет, побара Државниот завод за ревизија, повторно да се изврши ревизија на клиниката за онкологија и во исто време побара да се изврши ревизија и на Министерството за здравство. Ке ги стартувате сега, наскоро? Тоа ќе биде предмет на ревизија со годишна програма за 2024 година, а ќе започнеме со ревизија од 1.3.2024 година, бидејќи ревизијата ќе се однесува за финансиските извештаи за 2023 година, согласно позитивните одредби, согласно Закон за сметководство за буџет и буџетски корисници, завршната сметка на наведените субјекти мора да биде поднесена до 28 февруари, а на 1 март ќе започне ревизијата. Ви благодарам што бевте гостин во Дневникот на Македонската телевизија.